јас тоа не го знам. Тоа е веќе таму. И лесно може со насоки да ми ги покаже чекорите како да стигнам таму. Милан, како си? Супер, како си ти? Добре. Се мисля дали да те прашам как си или како си. Как ти одговара? Уште еден стрмичанец во подкастов, така не испланирано, ама случајно се погодуваат на секоја трета, четврта, пета епизода да имам по еден стрмичанец на подкаст. Наши сме. И најквалитетни сме. Ама ајде, за сам почеток, како и со сите гости, така и со тебе, прво прашање, што за тебе представува ментално здраве? Па, за мене ментално здраве представува на еден начин одржување на кондиција на умот, да го издржиме стресот кој што секојдневно се соочуваме, да знаеме како да се справиме, да си ги следиме емоциите, и да ги решаваме потоа со некои техники, на некој начин, така да во кратки црти. Тоа би било. Како, и двајца сме израснати во некоја слична средина, и двајца, нели, струмица. Колку е поразлично Милан што размислувал за ментално здравје пред 10 на 15 години и сега? Па пред 15 години не сум размислувал воопшто. Мислам дека самото растење на луѓето достигнуваме некој момент кога тоа не натерува да почнеме да размислуваме, бидејќи секојдневните предизвици се повеќе и повеќе и мора да најдеме начин како да се справуваме со нив, бидејќи ќе не соборат на еден начин. Ќе не срамнат со земја. Да. Што беше, и дали имаше, например, некоја точка на врињење, кај што беше, окей, мора да почнам поразлично да правам некои работи, бидејќи вака не оди? Да, ми се случи кога веќе почнав со компанијата, имаме тим и сега покрај себе имам и повеќе луѓе кои што треба и да ги водам и да се грижам и за нив и нели сите заедно да растеме. Дојде момент кога во мојот распоред немаше простор за ништо, имав премногу обврски секој ден и сватив дека ако продолжам така, прво јас ќе прегорам, нема да може да издржам. И мислам дека тоа беше моментот на прелом кога сватив дека мора нешто да правам поинаку. Прво нешто беше нели да видам кои се навистина приоритети на кои што треба да се посветам, за да ги намалам активностите и да си земам време за себе да размислувам за некои работи што ми се случуваат во текот на денот и од подруг агол да ги погледам, бидејќи кога цело време си во некоја јамка, во некој луп со активности, немаш баш време да се навратиш на нешто што можеби ти представува товар, а немаш кога уствари да го размислиш и да го решиш. Да, и плюс кога работиш работа која што е доста компетитивна и сега барем маркетот е многу голем. Да. И си као, окей, дали да се посветам на тоа да работам 24 сати или да застанам малце да земам време за себе. А уствари тоа застанување, можеби некој има една изрека вика slow down to be faster after that. Како намали за да убрзаш. И баш тоа закочување, дори би го кажал, не намалување, да погледнеш што правиш, да си ги анализираш работите по-квалитетно и да сватиш што уствари е твојата улога во целото постоење. Така ќе стигнеш до приоритети и мислам дека полека се растеретуваш од некои непотребни работи, од непотребен стрес. Да, и многу е важно и тоа најчесто не е интуитивно треба јас сега да застанам, некојаш не само да застанам, треба неколку чекори назад да земам, за да можам да видам што уствари се случува. Мислам дека тоа е и најтешко да кажеш, окей, правам како пауза или ретроспектива на работите, бидејќи кога сме во таа јамка, ние нон-стоп сметаме дека мора уште нешто и уште нешто и уште нешто да комплетираме, а уствари не е баш така, бидејќи само се впуштаме во плюс нови активности без да следиме што уствари се сме постигнали претходно. Да, и мене веќе некое време ме води тоа некое нешто кое што
И јас не можам да бидам најдобар ако не се грижам сам за себе. Ја ако не работам на самиот себе, не посветувам време да, не знам, треба да трчам од сабајле за да можам да имам повеќе енергија во текот на денот, ќе направам тоа. Ако јас сам на себе не се посветувам, ја не можам да бидам најдобрата верзија после тоа за другите. Без разлика дали ќе биде во однос со пријатели, со партнер, со деца, со на работа, ако ја немам, ја после немам што да им дадам на другите. Така е. Или води со пример, со личен пример. Прво превземи ти одговорност за нешто да го сработиш, па потоа и другите да видат од тебе дека тоа е добро и да го применат и кај нив. Тоа е многу важно како дел и од лидерство во една компанија. Да, сега ти имаш своја компанија, свој бизнес. Да. А како дојде до тоа? Кажи ми нешто за твоите некои почетоци во светот на кој што си и можеш да ни објасниш повеќе што поточно работиш и како дојде до тоа да сега водиш ни спомна 12 луѓе моментално во компанијата што ја имаш. Да, значи најран почеток беше почнав да студирам информатика во Битола, па потоа бев на магистарски студии во Штип и кога се вратив од студиите, почнав да работам во една приватна фирма во Струмица како програмер. Додека бев таму, стекнав вештини како да правам веб страни и општо околу тим, комуникација, организација, а потоа имав еден период на транзиција од работен во фирма во фриленсер. Тоа беше интересен период бидејќи од стабилни приходи паѓаш на нула, па се бориш за нови клиенти, нови проекти. Па после неколку години, после 3-4 години активно работа како фриленс, ја почнувам фирмата. Најголема причина беше тоа да создадам тим околу себе, бидејќи како фриленсер бев повеќе изолиран од се. Работев на проекти директно со странски клиенти и така на еден начин се создаде приказната која што денес ја живееме. Smart Click. Да. Кажи ми малце за таа некоја транзиција од стабилна работа, од си завршил со факултет, сега имаш стабилна работа, заработуваш, верувам дека си успешен во тоа што правиш, до тоа да почнеш од нула, што се вика. Мислам, сега не си од нула, бидејќи имаш и знаење и skills и се тоа, ама како таа транзиција се одвиваше за тебе и колку ти помогна сега или па колку ти беше тешка? Кажи ми нешто повеќе за тоа. Значи, прв пат кога почнав да размислувам за дали да продолжам како фриленс или бев во дилема дали да си најдам друга работа. Тоа беа првите како раскрсница на каде да фатам. И имав неколку интервјуа, но некако потајно сакав да пробам колку можам сам. Тоа беше едно од првите лични предизвици кои што во тоа време биле. Второ нешто беше, и ти си од Струмица и повеќето од Македонија, сме учени, заврши, вработи се, сигурна плата. Тоа нешто беше што потајно не ми даваше па да направам чекор да пробам сам. Бидејќи сите тие тоа си растен, тоа ти е Да. Но мислам дека раскрстив со тоа и баш го превземав чекорот да пробам колку можам сам. Тука беше момент додека да стигнеш до прв клиент, да се пробиеш на тие платформи на кои што работевме. Потоа веќе беше полесно кога ќе изградиш репутација, кога ќе добиеш неколку добри коментари дека си завршил супер работа, потоа клиентите доаѓаат сами. И постоеше период каде што работев како фриленс, потоа се охрабрив па да ја почнем компанијата, како што ти кажав претходно дека сакав да имам тим околу себе и многу работи ги поминав искуствено, бидејќи и дури додека работев сам, сепак имав периоди кога покрај тоа што можев јас лично да го постигнам, имав луѓе кои што ми помагаа на некои проекти, па пак за нив правев организација како се тоа да изгледа за да доставиме квалитетен продукт на крајот на клиентите и се почувствував дека можем да одаме на некое следно ниво. Да. И така почна уствари
да се развива идеята за отваряње на фирма. Да, пред да поминеме таму, ме интересира, ја не сум некој кој што има толку големо познавање за фриленс, а се почесто и почесто се слуша тоа како професија на поготово млади луѓе кои што се почесто тоа го прават. Кои се некои, на пример, заблуди кои што или еве ти си ги сретнал или може си слушнал што уствари не се така за фриленс работа и поготово Македонија? Колку е таа реално така како што се збори за неа? Заблуда од стилот дека например се е флексибилно, тоа е и окей, но и често знае да не е окей, бидејќи колку по-си флексибилен, толку по не можеш да се организираш, не можеш да имаш некоја рутина и на крајот се одразува на квалитетот. Мислам дека таа е некоја најголема заблуда која што имат луѓето, дека окей, јас ќе земам лаптоп, ќе одам на море, ќе работам од плажа, уствари ајде прави две работи исто време, и да уживаш и да работиш, што не е баш во пракса, како што мислам дека таа е една од најголемите заблуди што имаат луѓето. Да, да, верувам дека има и случаи. Ја лично знам една личност која што патува нон-стоп, е успешна во тоа што прави, ама колку па имаме други примери што не ги гледаме така. Океј, не викам дека не може да биде успешно, може, но колку е тоа долгорочно, бидејќи на краток рок ќе одиш некаде, ќе земеш со себе лаптоп, ќе сработиш. Но ако луѓето за кои што ти работиш очекуваат некакви резултати и одговорност од твоја страна, како ти ќе испорачиш тоа што сте се договориле? Прво е стварна лична одговорност. И колку се очекува од тебе да покажеш резултати за другата страна. Бидејќи како работодавци, еве пример сега, ако сите ми се флексибилни и никој не знае во кое време ќе работи, прво како тим тешко ќе комуницираат, тешко ќе создадат некаков дух, некаква енергија меѓу нив. Да, и тоа на крај на ден е многу важно, бидејќи поготово начинот на кој што е структурирана фирмата, или сега ако си фриленсер и работиш од работа за работа, тоест од не знам како се зависи каков е типот на работа. Сега јас разговарам од моје искуство, можеби има скроз други работи и задачи кои што воопшто не бараат од тебе одредено време или комуникација со тим, можеби само им се назначува нешто, го завршуваат и тоа е тоа. Да. Така да не е 100% за секој ова. Да. Еве за тебе лично, кои беа некои работи кои што си ги направил од самиот почеток како програмер, па сега до работодавец, да ти помогнат највеќе во тоа како ти функционираш и да бидеш поефикасен и поефективен во самата работа? Нешто што би го издвоил е работата со ментор. Мене лично, нито еден од мојата фамилија и семејство не е бил во бизнис и не сум имал од кого да научам работи за бизнис. Се е било преку книги, но читањето од книга и праксата не е баш исто, се додека не пробаш. Така да, кога почнав да работам со ментор, почна да ми се разјаснуваат многу работи како ствари треба да функционира еден бизнис и како треба да функционира предприемачот или првиот човек на самиот бизнис. Да. Така да на секој кој што започнува, ако има желба, а не е имал искуство, јас препорачувам многу да си најде некој кој што ќе го води низ процесот, за да побрзо ги помине некои препреки кои што и не сме свесни на почеток дека постојат. Тоа е на кои работи да ставиш фокус, кои се тие главни активности кои што бизнисот ќе го носат напред, а не да те држат тебе во комфортна зона и во тоа ти што си добар или што мислиш дека си добар. Приоритизирање. Да. Менторството е една нешто, се повтара у епизода каде што имаме гости, и како тебе, и е нешто кое што и ја сум поминал низ тоа и сум видел колку само ми е важно да тој степен, сега не знам, имам можеби 4-5 луѓе кои што ги сметам за ментори во различни области од мојот живот. Дали тоа ќе биде професионално, дали ќе биде со финансии, дали ќе биде еден кој што ќе можам за, не знам, за духовно здравје, за ментално здравје, ама е многу важно и мислам дека е тема за која што треба многу повеќе да се зборува кај нас. Така. Како, например, доаѓаш до ментори, бидејќи еден од најчестите прашања што
ја ги имам добиена, се како да најдам ментор. Као не знам, сакам ова да правам, ама како до ментор, нема никој таков кој што сакам. Јас мислам дека ако сакаш да најдеш некој ментор, ќе го најдеш. Значи, ќе ти се отвори патот за да го најдеш. Не е само така и сакам, навистина треба да сакаш. Мојот сегашен ментор Александар Кочевски, прв пат бев на семинар кај него, може би пред 6 години, 2017 или 18. Ние почнавме да работиме дури после 4 години од кога прв пат јас сум го запознал на семинар, но потоа сум го следел, па сум се соочил со некои препреки, па сум се прашувал дали воопшто некој може да ти помогне да надминеш. Нели, на прв поглед ти изгледа како се да е толку добро за да биде вистина и не веруваш во тоа. Се додека не пробаш. Значи некогаш мора и да пробаш, да направиш чекор. Сум плакал и ментор кој што воопшто не ми е направил никаков резултат или да има влијание, па тоа ме спречи потоа да донесам некои други одлуки. Бидејќи еднаш кога ќе изгориш, после многу потешко ќе ја донесе следната, а тоа па не е добро за бизнисот, бидејќи ги одолговлекуваш одлуките. Исто што спомна дека за секое поле, нели, има некој кој што може да те води и тоа е така. Не можеш со еден човек буквално за се да за секое поле во живот да те води. Може би е битно за почеток да избереш што ти е приоритет, па таму да ја побараш првата помош, па после другите работи тековно да ги решиш. И е окей во исто време да работиш со повеќе ментори. Пример, јас сега покрај тоа имам и еден ментор кој што е како агенција како нас, но топ 5 во светот. И соработувам со него за да ми даде уште поголема слика како тој стигнал да биде топ 5 или топ 10 на светско ниво, бидејќи јас тоа не го знам, тоа е веќе таму. И лесно може со насоки да ми ги покаже чекорите како да стигнам таму. Да, и ја тоа го имам сватено, пошто не на сам почеток почнам ментор, сега е ментор за сега, ама после кога сваќаш и кога гледаш каков е тој некој однос и гледаш дека окей, чекај се, овој човек кој што ми има помогнато за сите овие работи, едно што ако најчесто ментори се многу успешни, не многу успешни луѓе, ама луѓе кои што не се сега немаат баш слободно време и гледам окей, мене ми треба некој сега, еве ќе земам као едно од работите што ги правам тренер. Мојот ментор што ми помага за финанси и за други работи не може да ми помогне како јас да бидам подобар тренер у кошарка или у спорт. И од тука гледаш, окей, кој е некој што би можел, кој што е достапен или најчесто ја викам некојаш ментор може да биде и книга која ќе прочитам на некој тренер кој што не знам, има поминато многу и го знам и го почитувам, само да што ќе му ја прочитам книга, да што ќе книга за како behind the scenes. Мене ја тоа го сваѓам како менторство на некој начин. Ако е нешто што може да ми помогне. Друго нешто што сфатив во врска со менторите е дека на луѓето не им треба совети и да им кажуваш нешто. Туку обично е да од тебе го извади најдоброто што ти го знаеш. Бидејќи ние сме способни на многу работи, но најчесто не се осудуваме да ги правиме. И сега поентата на менторството е да уствари примети кај ти си блокиран, да ти помогне да ја надминеш таа блокада, за ти да го направиш тој прв чекор. Откако ќе направиш прв, втор, трет чекор, си правиш фидбек што беше добро, што не беше, како едно ретро на активностите, последниот четврти, пети чекор ги правиш сега по веќе анализирани ситуации, кај си бил добар да станеш уште подобар, што не било окей да го подобриш. Па така ги само да правиш плюс акција. Да, мислам дека најчесто има таа заблуда каде сега некој ти е ментор, ти го у некои случаи плаќаш, не мора секогаш, и сега он мора да он ќе ти даде се како што треба и тоа е. Тоа не е ментор. Тоа е повеќе како консултант, да платиш некој да ти сработи за тебе, ама ти си на страна. Ама така ти не напредуваш. И тоа е окей за некои ситуации, ама пак се зависи што ти сакаш, што ти очекуваш. Ако сакаш ти да бидеш подобар, мислам дека треба ти да ја сработиш работата под некое водство,
и да си отговаряш пак за резултатът, че го имаш. Ако сакаш друг да ти е с работа, ти да си скрос, пак и се е от фаза на живот, на бизнес, на приоритети. Има някои, които са веќе доста по-етаблирани бизнеси, си плакят консултант за нещо, пример за продажба, му е средова продажбата, консултантът ги остава сите протоколи и се повлечува и после самата фирма си функционира. Да, Конкретно за кај мене беше цялостно различна. Да. А и мислам дека е многу важно зошто сакаме ментор, зошто каков е бизнисот, како живееме, дали сакаме да поминеме време да земеме тој чекор назад, или не ни е тоа сега важно, ќе тераме како што сакаме. И од тука пак најважно е тоа зошто ги правиме работите што ги правиме. Без зошто нема ни да го најдеш менторство. Мислам дека тоа зошто игра клучна улога, што ретко си го поставуваме како прашање пред да правиме некаква акција. Да, пошто како без компас. Да. Муа без глава, буквално. Ако немаме зошто или немаме идеја, окей, зошто ја сега сакам подкаст да правам, зошто ја сега да дојам на подкаст да гостувам. Така е. Ако немаш зошто, ние ќе тераме некаде, ама кај ќе стигнеме, не знам. Па најверојатно ќе направиш неколку подкасти и ќе застанеш. Да, тоа е бидејќи немаш нешто доволно квалитетно што да те води. Ќе те води. Сега тоа е интересно, нели, кај нас, кога веќе отворивме за подкасти, има многу подкасти, и многу. Релативно е многу успоредба со имало пред 2-3 години, бидејќи ако гледаме во споредба со светот, ние сме 0,01% од подкасти во свет. Ама тоа е дека на крај на денот тој што го почна подкастов како медиум, и ако има своја причина и зошто, или ќе го истера како што сакал, ќе трае. Или ќе трае, да. Имаш, например, имаш серии кои што почнуваат со целта нам не е да извадиме 3 сезони од ова е приказната. Да. Не сакаме сега да ја развлечуваме, разводнуваме 10, а има некои кои што сега ако земеш Джо Роган, подкаст е таков да трае, за секојаш може да трае. Не тоа е разговор со личности и разговараат за тоа што на Джо Роган му е интересно. И таков е подкастот. Овој подкаст ќе видиме до кај ќе трае, ама нашето зошто е сакаме да збориме со ментално здравје со луѓе од светот, за да им даваме на тие што не слушаат нешто да земат и да може да им помогне со нивните проблеми или прашања или. И од тука знам дека ако престанеме за 2 години, знам дека имаме каталог од колку и да е епизоди, кај што пак некоја трага кој што ќе се гледа цело време. Овој разговор може за 10 години некој да изгледа, пак да им помогне у тоа што се сочуваат, прашања имаат. Може за ментор ќе почнат прв пат да слушаат оваа епизода, така? Да, така. Да, ама без зошто. Супер што имате зошто. Па тоа. Кажи ми, зборевме на почеток, тоест пред да снимаме, колку е ти си некој кој што од тоа што збориме веќе ги има разграничено тие работи. Ама како е како работодавец? Тоа се обидуваш или дали се обидуваш, дали е важно да им да ги мотивираш и твоите вработени на тој начин да размислуваат? Да, тука ќе издвојам 2 работи. Првото нешто е, откако јас почнав да поставам приоритети, сватив колку ствари ми се среди мојот ден и колку јас имам контрола над денот, наместо денот да има врз мене. Кога сме реактивни и чекаме некој нешто да ни нафрли некоја команда, реагираме реактивно. Кога ти имаш контрола, си проактивен врз однос на активностите. Кога сватив дека тоа мене ми помогна да ми станат работите предвидливи. Сега секогаш има нели out of control, ќе се случи нешто што едноставно не можеш, не е во твоја контрола, но поголем дел се. Се обидувам тоа исто да го пренесам на сите луѓе во тимот. Некои го прифаќат, некои потешко, но кога ќе го сватат бенефитот, потоа сами ја презимаат акцијата. И тоа потоа и нивниот ден нели станува попред, комуникацијата ни е многу полесна, бидејќи точно знаеш кој какви приоритети има поставено,
точно знаеш како ќе ти изгледа состанокот на крајот на неделата според приоритетите. Ако сме дефинирали нешто, во петок дискутираме дали тоа нешто е комплетирано или не. Ако не го дефинираш, не знаеш на крајот што да очекуваш како крајен резултат. Со тоа нешто се обидувам секој да си има контрола над својот ден и да знаеме на крајот на неделата што се очекува од секој. Второ нешто што би го издвоил е кај нас негуваме отворена комуникација и давање конструктивен фидбек, буквално секој на секој да може да каже кога приметува дека другиот човек може би прави нешто што не е најдобро за него во тој момент. Така да секогаш кога јас ќе приметам дека некој прави активност што не е добро ниту за него, ниту за компанијата, си даваме фидбек. Го коригирам тоа негово однесување и секој може да даде на мене. Тоа е нешто што сакам и ќе го негуваме цело време, бидејќи на тој начин пак не држиме за себе работи кои што можеби ни тежат и пак се оптеретуваме ментално. Ниту за нас е добро, ниту за компанијата е добро, ниту за комуникација со меѓу мене и тим или било кој внатрешно го тим, за тимскиот дух, за тимската култура. Да, од каде иде таа идеја, бидејќи у Македонија ние не сме баш добро се може и генерализираме, ама не сме отворени за таков фидбек најчесто. За фидбек слушнав од првично 2 места. Првото беше на Mastermind, че сум кај мојот ментор, има и Mastermind група која што таму начнавме тема како да ја зголемиме отвореноста во компанијата, подсетиме ќе ти кажем и кога може тоа да се случи. А второто нешто беше бев на едукација за NLP и таму исто се дискутираше фидбек. Кога ќе добив тие две информации, купив книга за Netflix приказната, не знам дали ви е читано, се вика, не ми текнало ниту името како беше, не е важно. Значи, идејата на Netflix е да го зголемат density, густината на талентот во компанијата. Кога ќе го постигнат тоа, потоа тие луѓе се отворени да си дадат фидбек еден на друг и да растат меѓусебно. И од тука фактички ме инспирираше да го направам истото и кај нас. Значи, Netflix е една од најпознатите компании во светот, штом тие го негуваат тоа и имаат отворена комуникација меѓу вработените, верувам дека ќе функционира кај секој. Исто имате и фидбек 360, еднаш или два пати годишно, секој на секого може да даде фидбек. Сега, ти мислам дека го прават и анонимно, бидејќи се огромна компанија, но јас сум повеќе за директна. Кога некој приметува нешто кај мене, да ми каже директно и да го расчистиме се тоа на време, за да не трупаме под тепих некои проблеми, за потоа да ескалира ситуацијата. Да, и многу е важно, бидејќи не знаеш како една нешто може да влијае врз тебе. И тука доаѓа тој, поготово односи со луѓе, најчесто се гледа ако јас сум направил сега нешто на тебе, ама ти не ми кажеш, после 2, 3, 4 работи, без разлика дали не сум ти отворил врата, например, најпрост, и ти ќе експлодираш, и си као, окей, готово, ја и ти сме завршени, чекај, што се случи. Да, и на крајот, последната причина може би и да не е вистинската, туку само ескалира. Идејата на фидбек е да се даде во моментот кога е се уште пресна ситуацијата. Пример, сега приметам нешто, ајде да направиме состанок да ти дадам фидбек за тоа што сега сум го приметил. Да не чекам утре или после една недел, бидејќи ќе биде касно и нема да има ефект. Да, ама мислам дека барем според мене најпредизвикувачко со сето тоа е другата личност да не го свати лично. Да, тоа е уствари проблем. Тој што не сака да даде фидбек, најчесто на другиот, смета дека ако го каже ќе повреди некого. А идејата е да не му се обраќаш ти нему дека некој е глуп или прост или што е, туку конкретно за ситуација, за неговото однесување. Како тој се однесувал во одредена ситуација и тоа го коригираме, на тоа се дава фидбек. Да. И ние направивме тренинг интерно за да преку конкретни примери луѓето сватат дека секој фидбек не е ништо лично, ниту ќе го повредиш другиот, туку баш ако не му кажеш ќе му одмогнеш, бидејќи тој не гледа нешто што можеби ти си го видел. Фактички не му правиш услуга да расте во компанијата. Да, и плюс е многу важно, поготово ако сите доаѓаме од
иста некоја визија и вредности, тогаш е многу полесно. Се не Да, можем да. ја на некој од страна да му кажем ова сега те Така видов е, така збореше по телефон у автобус, Да. не треба вака. Нема да функционира. Да, баш вредностите, една од нашите вредности е искреност и интегритет. Значи сакаме секој кој што ќе биде тука да биде искрен и баш кога ќе почувствува дека треба да сподели, да даде фидбек, да го каже тоа на секој. Кога некој не ти се поклопа во вредностите, можеби одреден период ќе издржиш заедно со него, но на долг рок не функционира секако. Да, дали еве се спомна од каде доаѓаат тие некои идеи. Дали си приметил бидејќи на почеток сигурно не е исто смарт клик кога си го основала и сега, дали имаш приметено и во реална фактичка состојба дека уствари ви многу подобро функционирате сега отколку на самиот почеток? Да. Тоа се чувства премногу, бидејќи порано јас не сум ги охрабрувал луѓето за мене да ми дадат фидбек. Не знам зошто, но така функционирало, ниту тие се биле свесни дека можат и најчесто има некаков јаз во комуникацијата. Некој ќе каже дека заминува од работа и сега мене не ми е јасно што се случува. Ниту се осудил да ми каже. Сега е веќе многу подруго, бидејќи навремено можеш дури да детектираш кога нешто не е окей. Најпрво мора лидерот да биде отворен за тоа, за сите да го практикуваат. И тука е многу тешко, бидејќи најчесто нели ако некој е над тебе, некој од него заработуваш, тоа ти е така ќе живееш и сега многу е потешко да доеш во ситуација да му кажеш Милан вака и вака. Да, но ако јас не сум добар за него и ако не ми каже, прави и мене лошо и нему лошо и на компанијата лошо. Така да сите си правиме не услуга со тоа што нема да си кажеме ако приметуваме дека нешто може да биде подобро. Да, инаку книгата се вика Без правила. Без правила? Да. За Netflix. Баш ќе разгледам најчесто не можам да читам физички книги, ама затоа аудио книги, подкасти ми се баш ќе разгледам сега за следна година да биде на она листа, бидејќи сум слушнал за Netflix, ама неам навлезено детално во тоа, баш интересно. Спомна дека сте имале например тренинг за тоа. И сакам да те прашам во насока, спомнавме пред самиот почеток на снимање, колку е важна некоја психолошка состојба на твоите вработени и какви се, например, тренинзи имате направено или дали тоа е нешто што е регуларно, нешто што се случува кај вас, за да поттикнете различни вредности или насоки на кои што сакаш да ги насочи своите вработени. Да, значи психолошката состојба е многу важна и баш едно од правилата кога треба да дадеш фидбек е да го прашаш дали ќе ти дозволи. Ако не ти дозволува, подобро не го давај сега, туку кога ќе се чувства подобар за да те сослуша, бидејќи ќе биде ефектот пак ќе го нема. Да. И ќе направи уште полошо во некои ситуации. Да. Околу тренинзите најчесто правиме ние тренинзи кога имаме некои нови протоколи кои што ги креираме. Пример едното е фидбек за кој што имаме тренинг. И сега во тимот обично развиваме наши начини и методи на функционирање на нешто. Кога тоа ќе се документира добро, ќе се баш знаеме од А до Z кои се сите чекори, во тој момент правиме тренинзи за сите кои што се вклучени во процесот да се запознаат. Ама повеќе е технички тоа, не е премногу вака како тренингот за фидбек. Да. Да, интересно е бидејќи многу е важно овие работи, некојаш сакајќи да даеш фидбек, тоа е најчесто го приметувам во разговор со луѓе и некојаш кога некој ќе ти каже ова и сега окей, дали сакаш да ти одговорам со тоа што ќе те сослушам, ќе ти дам совет или сакаш нешто трето од мене? Веќе многу важно е една личност да знае што очекува од тебе и тие некои очекувања на крај на денот се многу поважни од било кој фидбек или реакција, бидејќи можеш уште полошо да се направи. Интересно е самата идеја околу тренинг да ги имаш веќе воспоставено тие некои протоколи кои што ќе те водат во насок, во таму кај што сакаш да стигнеш.
Да, па идеята е да им дадеш контекст на луѓето. Пак е зошто. Да. Зошто имаме фидбек, зошто сме отворени за комуникација. Ако тоа не го знаат, нема да се осудат да дадат фидбек. Да. А после тоа, откога ќе го имат контекстот, да им дадеш конкретни примери кога е окей момент да се даде фидбек. Да. Кога треба да се осудат да го направат тој чекор. Да, пред да снимаме, спомнавме, ова не ти е прв подкаст, и мене ми се допадна Меѓу одговорот твој. Да, ама сакам баш да збориме за тоа што ми го кажа пред снимање, која е причината зашто еве вака сакаш сега да се не да се експонираш, бидејќи може да има негативна конотација, туку да бидеш по-јавен со твојата тоа што ти го работиш. Зошто, например, доаѓа еве сега и од каде доаѓа таа идеја за да бидеш поприсутен во... Прво нешто е, додека пак ќе се навратам на периодот на фриленс. Кога работев фриленс, јас многу се изолирав од македонските контакти, од македонската заедница. И во тој момент не бев свесен за тој чекор, бидејќи имав директни клиенти од странство и се уште ги имам, но сваќам сега колку е уствари важна поддршката и луѓето кои што го градиш како твое окружување. Така да едно од првите нешта беше тоа да се запознам со луѓето кои се тука, кои функционираат на македонскиот пазар, и кога почнав тоа да го правам, сватив дека има многу квалитетни луѓе, отворени да споделат, и многу често сега дискутираме на теми, пример, јас имам некаков предизвик со било што и да е во компанијата, ќе се јавам кај тие контакти кои што ги имам, ќе прашам најотворено, се соочувам со тоа и тоа, како ти го реши, дали си го имал тој проблем, и скоро секој ми кажува буквално негово искуство и најчесто доаѓам до решение многу побрзо отколку сам да се мачам. Така да тоа беше една од причините зошто почнав и да правам контакти, а со подкаст искрено ми беше out of comfort zone долго време и многу време се канев да прво си имав некои бариери, дали јас имам што да кажам, дали луѓето сакаат да го слушнат. Прво треба тоа да се надмине. Уствари секој има што да каже, секој има некаква приказна и сигурно нема да сите да им се допадне, но на некој можеби ќе му кликне, ќе каже и јас сум тука, ајде да го пробам тоа па да одам на следен чекор. Бидејќи јас следам многу подкасти и од нив имам многу научено и многу ми имаат извадено на пат кој што пак сум бил на некои дилеми, раскрсници. Битен е само еден аха момент и да преземеш чекор, да направиш акција. Да, само што ја би додал на тоа дека е многу важно и да се ставиме во позиција за да можеме тоа да го прифатиме. Во кој смисол? У смисол, ја, например, кога, ќе земам аудио книги или подкасти кои што слушам, кои што се баш со таа намера, ја ако ги слушам рендом у текот на денот, ја нема да земам тоа што тој подкаст може или таа книга може, ама ако слушам од сабајле кога трчам, пак треба фокус и пак е ментално состојба во кое што си. Ти ако трчиш, можеби подсвесно ќе го слушаш, но колку ќе примиш и колку ќе научиш. Да. Исто тоа сум го приметил кога слушам некој подкаст, ако го слушам така како второстепено, го нема ефектот. Мене најмногу ми помага кога слушам и запишувам што ми остало, значи ќе пуштам пауза, ќе запишам некој си нешто што во моментот ме допредло и што сметам дека ми е важно. И сега на крајот од тоа да видам кои акции јас можам да ги направам после подкастот. Окей, ќе го слушам, ќе земам информација. Ама како информација само ништо не ти менува. Да, ја почнав да практикувам, ја имам два тефтери, кај што првиот ми е повеќе за notes, и што и дали сум слушал, дали од состанок, дали што и ама вториот ми е на крајот на денот, една или две работи. Сега овој ако земам и го отворам, имам само работи кои што не се сега типично фаќање забелешки, туку ми се мисла, цитат на некој нешто што и затоа например кога го отворам овој тефтер, имам работи кои што ти кажа ги извлечувам и пошто пак не може требат сите. Ние од еден сат например ако слушам па и 30 минути не може сега сите работи да ги извлечем. Треба една, две, три за дека пак е фаза во која фаза си го слушаш тоа што тебе ти треба сега. Да. Само тоа да го приметиш и да преземеш после акција од тоа нешто. Бидејќи ако слушам и само примам информации,
не е много корисно. Да. Без акция немаме фидбек на тоа што ние го работиме, дали е окей или не. Да, и тоа е на крај на денот, ако ние слушаме или некој ни каже и еве и да се навратиме на тој фидбек, ако ја ти кажам вака и ти окей, се супер, имаме добар разговор, ти си ми кажал фидбек, јас сум го прифатил, ама после ти гледаш 2 недели, истото тоа се случува. Значи не си го прифатил. Тоа е така. Значи нема никаква Фидбек од акција. прифаќањето кога гледаме од делата. Да. Значи целта на крајот од фидбекот ти да ми кажеш фала е потоа јас ќе видам ти дали си го прифатил или не со твоите нови акции кои што ќе ги правиш. Да, пошто најчесто не е проблем, некој ќе направи нешто што ќе не повреди, така? Да, Ама ако веќе имаме воспоставено и знаеме дека окей, и двајца да сме добри, се сакаме, се е супер, се почитуваме, една работа ти ако направиш и ме прави тоа да се чувствувам негативно, било кое чувство, е сосема окей, се додека има нешто што ќе направиш за да смениш тоа. Да. Ако остане само на тоа, тоаш почнува тој однос да станува се полош и полош, поготово... Да, по тоа се решува, мислам, ако отворено кажеш во моментот кога ти тежи. Да. И друго нешто сега во овој контекст, сметам дека е важно најпрво да ги гледаме позитивните работи кај личност или било зашто да е, бидејќи ако се фокусираме на негативно, ќе го најдеме и ќе си направиме нешто лошо, но секогаш има и нешто позитивно што може да само да допринесе за подобар однос, за по-квалитетна испорака што и да. Да, тоа го научив бидејќи имав можност да работам со луѓе од различни средини и тоа кога зборам различни средини во последните години сум бил у тим каде што имам луѓе од Америка, Африка, Украина и Јужна Америка. И ја од Европа. И гледаш дека секој различно ти дава фидбек, ама едно нешто што ми помогне овие работи да ги сватам и како е, како ја да бидам тој што го дава фидбекот, има една добра книга, мислам дека се вика The Cultural Map, кај што ти кажува дека, американците се така, баш на тој начин ќе ти пристапат, ќе ти кажат, Милан, супер беше ова што направи, фала ти што покажи иницијатива у ова, ама сакав да ти дам некој фидбек за ова и ова. А имаш некои кои што одма директ ти кажуваат, ова и ова, треба да смениш. Сега, како да се најде тој баланс? Значи, зависи со тој што имаш поблизок однос, нема потреба формалноста да ја задржиш. Со некој што се уште го градиш односот, пак треба да има некој формат како се тоа да го пренесеш. Да, и мене најголема revelation беше тоа да реализација ми беше значи има различни начини. Да. И не зависи само од културата, туку зависи од многу повеќе тоа што кажа ти, кај што ја не можам сега на некој што работам со него веќе 2 месеци и некој што веќе 3 години се знаеме и на ист начин да му пристапам со фидбек. Па и нешто што е барање некое. Дали можеш ова да завршиш или види што се случува таму. Многу е поразлично. Да, тоа е делегирање веќе. Добре, делегирање, ако почнеме ќе ни треба уште цела епизода, веќе тоа ми е мене во друга епизода. Не, мене делегирањето сум и верувам до тоа, нели, ќе земам примерот и мислам дека и ова го кажав во една од претходни епизоди, ама у спорт и двајца знаеме, тренерот барем у Македонија се дере, вика, му кажува на играчот ова треба да правиш таму да си. Јас се водам по тоа, јас сакам цела утакмица да седам, ништо да не им кажам на играчи да победиме. Пошто тоа ќе значи дека ние цела недела ние имаме цела недела да се спремиме. Да, фактички ти си ја поставил стратегијата добро, си ги припремил и психички и физички и сега оставаш на нив. И ако знаеш зашто тоа е добро, бидејќи ако сгрешат, тие ќе научат од грешките и ќе пораснат како спортисти во случајот. Истото и кај нас во тимот, убаво е да направиш грешка, но да научиш од таа грешка за ти да созрееш. Ако улетуваме како лидери на секоја можна грешка и ги решаваме сите проблеми, никој нема да порасне во самиот тим. И правиш неспособни луѓе под тебе
и накрая пак е лошо и за организација и за секој поединеч. Да, бидејќи едно е тоа, друго е ти на некој, ако му даваш некоја одговорност или му даваш работа и после тоа не му даваш да ја заврши работата како што таа личност смета дека треба да ја заврши. Мислам дека е многу важно тука еден дел за делегирањето, иако е голема тема. Многу често луѓето се плашат да делегират од верување дали тоа што ќе го делегирам ќе се заврши на квалитетот кој што јас би го завршил. И најчесто пак доаѓа од лица кои што потекнуваме како технички мајндсет, како програмери, девелопери, па сме основале фирма. И сега кога ќе треба нешто да припуштиме што ние сме го правеле квалитетно, ни е малку тешко и пак е out of comfort zone, значи правиш нешто добро, но сега треба друг тоа да го прави, а ти да се фокусираш на продажба, на маркетинг, на релации, градење, на нетворкинг и така натаму. И мислам дека тоа е нешто како лично верување што пак е дел од ментално ќе те оптеретува, бидејќи ќе ти биде тешко ти да предадеш. Добар чекор е тука да прифатиш дека некој што ќе прави нешто што ти си го правил 100% добро, да го прави 70-80% како за почеток, се додека да се изгради. А во еден момент можеш да сфатиш дека тоа е уште подобар и од тебе, така да само треба да му дадеш простор да порасне. Но тоа е една од препреките што ја примеќам дека се случува кај луѓе кои што биле програмери, сега имаат фирма, па исто не се препушта комуникација со клиент. Како клиентот ќе свати ако некој од твојот тим ја води комуникацијата, а уствари тоа е најздравиот начин, бидејќи клиентот ќе биде во директен контакт со експертите од тимот. No. Нема зошто јас да им сметам во комуникација ако треба нешто технички да се реши. Но се тоа бариери, лични верувања кои ние ги имаме како другиот ќе се справи со таа комуникација. И пак е нешто, пак е ова примери како со коучинг да го работиш за да ги надминеш тие верувања и да сфатиш дека окей, just let it go. Да. Нема, бе, тоа е, ја баш секој збориш ми такнуваат за многу големи примери на компании кои што почнале како стартапи и кои што не успеале да напредуваат и да станат нешто повеќе од не знам, одредена компанија со неколку вработени. Имаме примери во светот такви многу, а имаш компании кои што почнале како стартап и после тоа или тој што го започнал стартапот е CEO и остава на другите да ги прават работите што тој ги направил за да дојдат до таа позиција, или пак и ми текнува на Стив Джобс и Стив Возниак. Кај што ако они двајца да сега биле главни, ти немаш никаде Apple никогаш нема да биде Apple кој што знаеме сега. Претходно спомна нешто, колку лично ќе пораснеш, толку расте и компанијата. Тука е тој раст. Значи ако ти не инвестираш во себе и се посветиш на активности кои што треба да ги правиш, а ги предадеш сите други, тоа успешно ги делегираш, баш тие стартапи најчесто и поради тоа не прогресираат. Например, ако пак собственикот е техничко лице, заљубено во продуктот, а не во идеалните клиенти, се фокусира премногу на развој на самиот продукт, не се фокусира на продажба, на маркетинг, на се друго, туку мисли дека ако креира совршен продукт ќе биде баш тој на пазарот и уствари тука се случуваат и грешките. Ама тоа е зашто тој не пораснал на ниво да свати дека окей, ќе има совршен продукт, ама нема ти да го правиш. Ќе има експерти кои што ќе го изградат. А ти си личност што треба да направи мрежа, да се поврзи, да се сретне со инвеститори. Или пак ти да се посветиш на самиот продукт, а да ангажираш луѓе кои што ќе те водат на некој начин. Тука после пак тешко да даеш контрола на твоето и да бидеш окей, ја ќе се посветам на ова, а некој ќе води насокат. Мешање во одговорности е тоа. Значи и ние го имавме истиот проблем и беше едно од клучните нешто што откако ги решивме, почнавме да се развиваме побрзо, бидејќи со партнерот се мешавме кој што прави. И никој нема 100% одговорност над нешто. Откако тоа се поделува, знаеш, сносиш одговорност за една или за две работи и крај. И ти одговараш на крајот на недела или месец за резултатите кои што се постигнати. А претходно
требаше ти, па требаше и аз и накрая никој. И кој одговара? Никој. Нема тоа е која истото и со приоритетите, која имаш премногу приоритети, немаш ни Немаш еден, ништо. која сите се одговорни за се, Нема никој. нема никој одговорност и немаш напредок, не можеш да напредуваш. Ама тоа е многу тешко ние као луѓе. Мислам дека се надминува и пак е момент кога како ќе созреш и кога ќе сватиш дека треба да е така. Иначе окей е да се сгреши. Да. Пак се навраќам на тоа дека мора да направиме некои грешки. Некои например се го немале тој проблем, а некои го имат. Сега тие што ќе го надминат, тоа на следно. Тие што ќе се борат се уште тука стагнираат. Стагнираат, немаш и мислам дека еве барем за мене и тоа што слушам се надам дека ќе се согласиш дека од кога ќе сватиме дека е окей да даеме контрола, дали на некој друг или само да оставиме работите да си одат како што се, тоаш многу повеќе ние имаме можност да се посветиме сами на себе и да се посветиме на тоа каква верзија ние може да бидеме, бидејќи сега сме една, утре ќе бидеме друга, за 10 години кој знае кај ќе сме, ама ако окей, јас сега тоа сметам дека у живот може да контролира само 3 работи. Тоа како ти ќе одговориш на ситуацијата, кој ќе биде твојот став спрема тоа и со колку ефорт, колку напори ќе вложиш у тоа. Друго ништо ние не може да контролираме. Да. На НЛП едукацијата кој што бев имаше една аксиома, не е важно што ни се случува, важно е како ние реагираме на тоа што ни се случува. Тоа е нешто што ако добро го сватиш, мислам дека можеш многу по-лесно да ги прифаќаш ситуациите. Да, веќе не може се ние да контролираме надвор дали ќе врне дош или ќе вее снег. Како јас ќе реагирам дали ќе имам чадор со мене или не. Ако ми цел сум вода, као окей сега вода, сум тоа ќе си идам дома, ќе се пресоблечем или сега цел ден мене ќе ми биде уништен, бидејќи мојот став ќе биде ајде бегај се за никаде. Да. Сакам само да ти на муабетот што го спомна, не знаеме кој ќе сме за 3 години, за 10. Има еден како обратен начин на размислување од се тоа, да пробаш да се доживеш каков ти сакаш да бидеш за 10 или за 3 години. Фактички се проектираш во своето идно јас. И тоа е градење на идентитет кој што ти сакаш да бидеш. И од тој момент да носиш одлуки во сегашно време. Значи, пример, ако сакаш ти да имаш подкаст со 200 епизоди, се однесуваш како човек кој веќе има 200 епизоди и, пример, одлучуваш кој ќе биде мој следен гостин во таа ситуација. И многу по-јаки одлуки донесуваш, бидејќи од сегашно време размислуваме линеарно. Ако направам тоа, ќе се случи тоа, ако тогаш, и сме во некоја, ќе има некој раст, но ќе биде по-благ. Кога се проектираш дека си многу тоа што сакаш да бидеш и кога ќе треба да донесеш некоја одлука, се прашаш, ако сум тој, како ќе одлучам од тогаш нагол. И мислам дека одлуките во тој момент се многу по-храбри. Да, вики на некој начин, кога размислуваш така, идеш од таа перцепција кај сакаш да си и добро, тука мислам дека малце може да дое може некој мал ризик е да ние не би знаеле сите работи со кои што јас од 10 години би се соочувал, тоа ја да ги имав овие пари или ја да бев на таа позиција. Да. Може го немаме тој контекст, ама дефинитивно може да ни помогне да ги тргнуваш некои бариери од или пак некои верувања и еве пример, јас сакам да имам поголема компанија. Пример 100 луѓе. Сега кога треба да носам одлука дали некој треба да се вработи како експерт или дали да соработувам со некој клиент, размислувам, замислувам дека ги имам сите луѓе, клиенти, обрт кој што сакам. Каква одлука во тој момент јас би донел кога би се соочил со сегашна ситуација? Бидејќи на тој начин ситуација на пример се случува да треба да вработам човек што позиција можеби и не постои. И сега размислувам, ако сега размислувам, си викам, ми треба уште еден клиент, уште два, па ќе го вработам, да направам промет, па да имам да го покријам. И тоа е погрешно, значи нема да стигнам таму кај што сакам. Но од тогаш нагол викам, сега сум тука
и аз ќе го вработам, па ќе ми помогне да стигнам до таа нова патека. Да, и тоа ми текнува и на идејата околу ако чекаш за она совршено време, никогаш нема да дојде. Нема. Затоа мора некојаш да го земеш тој ризик, Пак да... е похрабри одлуки, носење Да. на похрабри. И има ризик. Да. Дефинитивно, не дека нема, но со такви одлуки прогресираш побрзо. Да, и мене ми текнува се да не биде само дека ова е станува збор само за во бизнис и за работа, туку еве јас За се. личен пример, трчање, ја 20 години од мојот живот не трчав уопште. И одеднаш иде, окей, ќе истрчам полумаратон. Ќе истрчам маратон. Сега ти да си ми кажал пред 5 години дека ја ќе ми истрчам на маратон, ќе сум ти кажал нема шанси. Ја 1 километар на 5 километри се задишувам, нема шанси да издржам. Ама поради тоа што сум бил окей, ајде ќе пробам. Си давам година дена. Ова е планот. Вака и вака држиш ќе до процесот. И сега да, процесот некојаш ќе имам моменти кај што не ми се трча и нема да трчам, ама кога гледам дека окей, ајде ќе пробам. И гледаш 10, 15, 20 километар, окей, ќе завршам, не веќе сум убеден дека можам тоа да направам. Ама ја ако сум чекал сега да дојдам до совршено, седа ми е као помначкано се. Па баш тоа е пример, значи ако ти си кажеш за себе дека јас сум човек што може да истрча маратон, ти ќе формираш навики кои што ќе ти помогнат и да го истрчиш. Да. Значи ќе знаеш дека мора секој ден да трчиш, мора да се храниш на одреден начин. Самите навики ќе ти се асоцираат со твојот нов идентитет како маратонец. Да. Ако тоа не го формираш за себе како слига и ти само упорно правиш по нешто, можеби ќе биде само Има, за ја кога почнав например да трчам, не имав патики за трчање, што ќе ми помогна какви патики би имаме? Јас кога ќе тоа, трчам или маратон. пак, еве, саатот, например, ја никогаш во живот сум немал саат. И гледаш и сега, окей, 200 евра. Дали сега вреди ја да истрошам 200 евра, кај што, нели, тоа е студент, па и почнуваш со работа, па немаш финанси. Што Па... викаш, ај прво 5 километри да истрчам, па ќе купам Не, сад. не, ја обратно ја уште од старт бев, окей, не, ја морам, Да. бидејќи ако сакам да истрчам тој маратон, ја морам сега да земам овој сад. Едно што ќе ме држи се она одговорен да даде 200 евра за саат, мора сега да истрчаш маратон, Метриките. а друго што ќе ми помогне да знам што правам, како правам, како подобро. Ама јас знаев дека уште од старт ако не оземам саатов, немаше да истрчам маратон. И тоа не е домино ефект одлуки, кој што ти викаш, идам од таа предпоставка дека не, јас сакам и ова ќе навлезам целосно. Ако не оземав саатот, не ги купив тие патики, после некое време ја може 5 километри ќе истрчав, 10 можеби, ама никогаш нема да дојдеш до тоа место да не, ја ќе истрчам маратон. И исто е у бизнисот, од тоа што еве и тебе те слушам. Ако идеш на тоа да нема се овој да вработам, ќе чекаме да се создадат услови. Да, играш на ситно. Така не дека нема да прогресираш, но сигурно ќе биде побавно. Да, и пак ако тебе ти е сосема окей да живееш живот како што со кој што си задоволен, тоа е go for it. Тоа е. И идеме на тоа зошто. Ако јас сакам да бидам најголемиот подкаст у Македонија, морам некои работи да правиш на друг поразлично начин. што ги прават сите. Ама мене ако целта моментална ми е нешто сосема трето, јас сум ако сум јас задоволен со тоа кај што сум, што правам, нема потреба. И тука мислам дека можеби најголем проблем со self-help, со ваквиот вид на работи. Не е ова сега да некој да се чувствува лошо дека не ги сака овие работи. Не, секој има свое различно зошто. Секој е задоволен со различни работи. Така е. И тоа е сосема окей. И мислам дека е она тоа што зборевме преска контрола и како растеме. Сосема окей да кажеш, не бе, јас сум задоволен со тоа што имам. Мене не ми требаат повеќе пари, не ми треба, имам доволно, имам фамилија, имам ова, имам добар бизнис и функционира, не сакам да имам 100 работени, ја ќе си останам на 12, ќе работиме колку што ова, бидејќи ја во овој момент со ова сум задоволен. И тоа е сосема окей да се каже и да се почитува во одредена мера. Да, мора и да го цениш тоа што го имаш. Бидејќи кога тоа ќе си го прифатиш, пак си помирен сам со себе. Секогаш има нешто што е
идеал за тебе во овој момент и ако само се споредуваш со другите, пак ти прави да чувствуваш незадоволство дека си неуспешен, а не е така. Да, како тоа споредбата е убиец на Да. радоста, е the killer of joy. Добро е да ја земеме како мотивација дека може, Да. но да не си правиме притисок, бидејќи секој потекнал од различно обкружување, се движи со различна брзина, се развива со различна брзина. И тоа е едно нешто кое што може уште толку и да ни одмогне Да, ако не го направиме така. Да. Снимаме ова, еве, 17 декември, епизода ќе искочи некаде у јануар. Сега нели популарно е New Year's resolutions, резолуции. Ја би сакал да те прашам, еве, како некој кој што има своја компанија, работи на себе и кој е твојот процес за која ќе дое крај на година? Бидејќи сметам дека е многу важно да се има нешто, сега не да се држи као слеп човек за стап, па мора вака, ова сум го запишал на 31 декември, од 1 јануар идеме. Ама дали имаш некој процес кој што ти помага да растеш и да го искористиш ова крај на почеток на нова година да пораснеш уште повеќе? Да, јас обично си правам ретроспективи на скоро се што правам, за да знам дали нештото е окей или треба да го променам начинот. Обично на крај на година имам еден сет од повеќе прашања кои што првично се навраќам што се беше добро. По месеци, например јануари, февруари, секој месец издвојам кои беа победи за месецот. Па од негативните искуства кои одлуки сум ги донел добро, кои одлуки сум ги донел лошо. Што можам поразлично ако треба да донесам истата одлука. И сега тоа се еден сет на прашање, има една алатка Yearly Compass се вика, мислам дека и фри, може и да ти ја споделам па кој ја сака да му ја пратиш ти. Таму буквално поминуваш низ сите сегменти за цела година, добри, лоши работи, си правиш еден пресек и веќе откако ќе ја добиеш целата слика што уствари имаш сработено, прво нешто ти дава потврда дека окей, си напреднал, си на прав пат. И второ нешто е, ги детектираш работите на кои што треба да ставиш фокус. Значи, гледаш дека некои работи си ги направил, окей се биле, но нема ли некој вклучен ефект на последниот резултат. Доаѓаш до ситуација да нешто елиминираш и пак се сведува на помалку е повеќе. Значи, расчистуваш тоа што не ти носи премногу резултати и се фокусираш на една-две работи кои што ќе ги правиш наредна година. И пак размислиш сега за цели. Веќе знаеш кај треба да ставиш фокус, имаш некои си подолгорочни цели, сега формираш кои се активности кои што треба да ги креираш за наредна година. Пак идејата е да имаш водилка, не се фокусираш на целта, се фокусираш на процесот. Пример, ако сакам да правам планиран нетворкинг секоја недела по еден ден, јас можеби ќе ставам цел дека сакам да запознам 100-200 луѓе на крајот од годината, но не се фокусирам на таа бројка, туку гледам секоја недела да имам еден ден на кој што ќе запознам луѓе. И тоа го следам како метрика. Да, многу е тој принцип на еден голем гол или една голема цел, која што после ја намалуваме во различни во помали за да може уствари да достигнеме таа на крајот. Да, идејата е само да се следи. Дали тоа што го правиш те носи напред, те носи кон целта или не. Ако не, на време да реагираш. Да. И тоа го правиме буквално и во секој сектор. Пример, во продажба имаме метрики кои што ни се важни за сектор продажба. На крај на недела ние ги прегледуваме метриките и пак се ориентираме на системот. Имаме цел 10 клиенти, но до тие 10 знаеме кои се чекорите. Сега ние следиме на дневна база дали ги правиме чекорите. Ако не, јасно ни е дека нема да стигнеме до таа бројка. И сега тука е подобрување. Гледаме каде има bottlenecks, па да работиме конкретно на изолиран дел кој што може да не донесе на поблиску до целта или да ја помине. Да, бидејќи повеќе од тоа што ние имаме, например, цели што ќе поставиме, ние мора да имаме механизми како тие цели ќе ни помогнат да ги оствариме, а второ да гледаме како се напредуваат, бидејќи ако имаме цел, важно е како би знаеле ако сме успеале таа цел, ако немаме механизам на тоа да го гледаме. Да, важно е, ние следиме смарт систем за поставување на цели. Значи мора да биде специфична, да биде
остварливо, measurable, achievable и time span, да има временска рамка. И потоа, исто прашање, пример, кога поставам некоја цел или активност, имам прашање како знам дека сум на прав пат. Значи да си дадам одговор, што ќе ми потврди дека тоа што јас го правам е уствари окей. Да. Ако го немам одговор, значи нешто не е окей и треба да барам проблем на друго место. Да, и тука мислам дека, ево, последно ќе спомнам, поготово со тие цели кои што ги поставуваме, многу е важно менторството, кај што ако имаш некој кој што ќе те држи одговорен на тоа. Да. И ако најчесто прашање од кога го истрчав маратонов беше што беа некои работи што ти помогнаа. И најголема работа што мене ми помогна тоа беше да сите знаеа дека ја ќе трчам маратон. Да, ја не го фактички ти правиш не го правев тоа према другите, да не беше споделиш. сега како гледаме ја што правам, не, ја цела година пред тоа Strava, например, ја користам како алатка и апликација која што и луѓе ме следат таму, јас следам и таму ги водам тренинзите и се гледа ги постирам. Секој еден тренинг беше насловен тоа, Road to Белградски маратон. И сите знае, јас сега у моментов кога дојде на маратон сум 20 некој километар и сум као не знам дали да продолжам или да заставам, не, тоа ти е у глава. Си као, чекај, сите знаат дека денеска трчаш маратон. У тој момент не е важно каква ти е мотивацијата. Мислам дека имам читано дека последните километри од маратонот се само ментално, веќе нема врска со физичкото. Ама и у тој момент не е важна мотивацијата што ми е. Битно да ме донесе до крај. Тоа што ме донесе, тоа што луѓе знаеа дека ја трчам и некој ќе ти пише, go get them, шо и да, некоја мотивациона порака од тој ден и си као, нема шанс ја да не го завршам. Ако треба ќе лазам, нема. Ама тоа е тој аспект кај што ќе имаш некој што ќе те држи одговорен. И мене тоа ми значи, бидејќи јас со мојот ментор го правам тоа за клучните активности кои што ми се, секогаш му репортирам што сум постигнал, дали сме на прав пат. Да. Тоа мене лично ми помага. Се сеќам сега кога прв пат почнавме да соработуваме, му кажав сакам да станам во 5 часот. И ми вика, окей, зошто ти е важно да станеш во 5? И па викам, ја читав клубот 5 наутро, ми се допадна, сакам, викам и јас. Добро, вика, се е супер, ама зошто? И сакам, викам да имам рутина, сакам од сабајле да имам време за читање, за себе, така за ретро. Окей, вика, ајде, се гледам утре во 5. И морав да се јавувам секој сабајле, да ми се станат, пак да ме држи accountable за тоа што сме договорни. Да, бе, како, е многу тешко ако немаш некој кој што ќе ти помогне специфично на тој начин. Да, само дисциплината е многу важна. Во моменти секако нели треба и помош, ама пак тоа го тренираш и потоа фактички се тренираш сам себе дека тоа е методот и дури и без помош пак ќе го правиш. Да, пошто тебе ти требало сигурно колку недела, 2 тоа да го правиш и може и помалку и после тоа ти станува навика е. Има некои содржини кои што викаат, нели, 21 ден ти треба да стекнеш некоја навика или така, може да биде повеќе, може и помалку, ама на крај на денот не е важно како, се додека е здраво. Пак е зошто би станало. Да. Како тоа ќе се поврзе со твојот идентитет кој што сакаш да бидеш. Да. Милан, ние можем уште многу да збориме. Веќе гледам теми. Да, веќе гледам повеќе од саат снимаме, ајде да превршиме овде, па ако има потреба ќе збориме пак на друга епизода. За крај една мала игра кај што сакам ќе кажеме нешто и што прво ти доаѓа на памет, игра на асоцијации. Ми е интересно да видам луѓето што одма им текнува и размислуваат. Ќе почнеме со збориме за тоа бизнис. Влијание. Пари. Моки. Македонија. Слободна. Фатев. Македонија чувство на припадност. Да. Струмица. Исто. Место кај што сите спомени ми се таму. Зима. Скијање. Божик. Фамилија. И за крај ментално здравје. Кондиција на умот. Да. Справување со ситуации, полесно справување. Да, последно, како и ако почнавме што е за тебе ментално здравје, сега кој е твоето прашање за оние што не слушаат сега?
што би им поставил како прашање? Како се одржуваат како си ги тргнуваат тие верување што не ограничуваат, дали воопшто работат на тоа, дали следат емоции, како ги решаваат?